Фудбалните од секое мало велат дека најатрактивните спортски надпревари се одвиваат на малските терени, а не под сјајните рефлектори на светски познатите арени. И веројатно ќе се согласите дека еве на пример баскетџиите и нивниот стил на надигрување е интересен не само за нив, туку и за публиката. Тој факт го оправдува растот на 3x3 баскет сцената, земајќи предвид дека веќе се организираат атрактивни клупски и репрезентативни надпреварувања во оваа дисциплина, а 3x3 баскетот има и олимписки статус. Мислам дека набројав и повеќе од доволно причини зошто денеска во студиото ни гостуваат баскетџи. И во Македонија веќе ете како е развиена 3x3 сцената покрај спортот, тука вклучувајќи ги и сите придружни елементи како музиката, уличната мода, дружењето, а тука се секогаш верните фанови. Почнуваме сега, а вие останете со Fair Play на Телма. Моите денешни гости се баскетџи од 3x3 екипата на Кино Влае, но истовремено се и македонски репрезентативци. Сега следново морам да го прочитам, беше сега тазе напишано на нивните социјални мрежи и звучи вака. Формата е моментална, но класата и победничкиот менталитет се вечни. Тоа беше напишано по нивното враќање од меѓународниот турнир во Митровица, каде што завршија како второ пласирани. Зошто не беа најдобри ќе кажат сами, цела екипа не е овде, не ја ни собира, меѓутоа дел од дечките се и надвор од Македонија, затоа соодветно ќе представа денеска во Fair Play Милорад Миновски и Христијан Ристов. Добре дојдовте. Здраво. Како сте? Одлично, како и секогаш. Тоа второ место не ве растажува? Не сме навикнати на второ, ама кога ќе земеш обзир дека сме играле на по некој еден појак турнир, да речеме, за разлика од нашиве и на Србија на повисоко ниво. И за прв турнир сезонава не е и толку лошо. Задоволни сте, значи? Како за почеток на годината, да. Да, ќе кажеме, ве чека, се надевам, интересно лето и добри надпреварувања, но бидејќи кажа во најавата дека сте неколкумина, вие денес ги представувате сите, односно цела екипа, да разјасниме за гледачиве, за да може една 3x3 баскет екипа да функционира добро, значи да има ростер, да може, ако било што непредвидено се случи, да има кој да преземе одговорност, колку најмалку луѓе мора да бидат дел од тимот? Најмалку мора да сме четворица, али нашиот ростер брои некои 6 до 7 луѓе. Добро. Нашиот соиграч Ервин Цого, тој ни е Блажо Митков, јас, Милорад Миновски, Марко Дујковиќ и Мајкл Хикс. Дел од луѓево се надвор од Македонија. Како со тој дел се справувате? Секој животот како го натерал. Да, некој бил принуден да напушти државата. Еве како да споменам Марко Дујковиќ, он е македонец, фактички роден е во Куманово, но живее со фамилијата во Белград. Цого си оствари фамилија кај сопругата, он е во Швајцарија и мора да компензираме и на некој начин да бараме играчи и тука што ќе ни бидат за целосна поддршка и дел од тимот, да можеме целоврсно да сметаме на нив. Добро, ама природно ми се наметнува прашањето како тренирате, например. Се мора да се соберете за да има и заедничка некоја подготовка. Како не баш? Добро прашање. Ајде. Обично правиме спаринзи со другите екипи. Некој пат само нашата екипа правиме спаринзи, но во главном правиме спаринзи со другите екипи. Да. Тоа е тоа? Тоа е тоа. Македонија, да, дома е. Да, а за посериозни успеси на повисок левел да играш, мислам дека тоа е премалку за да се постигне нешто повеќе. Кажете сега, секоја екипа мора да има капитен. Кој е капитен во ваша екипа? Пообично се менјаваме сите, али
Да, нема лутише зашто највеќе сака Ервин Цога да биде и Марко Дујковиќ. Да, се сигурно му е криво што он не е тука, пошто многу сака да се снима. Да, добро го поздравуваме. Но видов дека беше пред одреден период сега скоро во Телма, така да, добро. Ки има прилики. А и треба и да победувате, па почесто да. Оваа игра и 3-3 баш е направено одвоено од кошарка, баш да нема такви работи. Овој е капитен, овој е главен, овој треба да игра. Не, тука сме како фамилија, како друштво едно, како другари пред се и сите сме подеднакво. Знам дека барем за Скопјани па и пошироко сте познати затоа што атрактивна им е оваа игра. Знам дека ве следат како и што правите. Меѓутоа верувам ќе има и гледачи кои можеби за прв пат ве гледаат. Сакам да им дадеме информација. Прво, како се собра екипава? Значи, дали сте вие луѓе и другари кои што се знаете оддамна или едноставно оваа приказна некако подоцна или сега скоро направи да некако се обедините? Па, прилично, ние сите се знаевме на некој начин, бидејќи против него имаме... Бевме по различни екипи, сите четворици играме за различна екипа. Да, и младински категории, и сениорски категории имаме еден против друг играно, против него, против Ервин Цого, против Блажо Митко. Ама секогаш 3-3? Не, во кошарка зборов да исто игравме во различни. Добро. Се запознавме, мислам се знаевме, али ајде, сите го сакавме баскетот, сите го сакаме баскетот. Ке заврши сезоната кошарка 5 на 5 и више си слободен, значи јуни, јули, август си слободен, тогаш почнуваат турнирите баскет. И пред се ние група пријатели, така се започна од турнир, па е да направиме добра екипа. Да, еднаш ќе победи, еднаш ќе победи другиот, еднаш и викам зашто не направиме една појака екипа што ќе доминира у Македонија и на крај испадна како позитивно. Да, испадна дури малце повеќе од што очекувавме. Очекувавме дека ќе бидеме доста добри, ама не очекувавме дека ќе направиме и резултати што ги направивме. Да, до сега имате супер резултати. Знам, затоа и реков дека ве препознаваат голем дел од луѓето. И сега малку и околу имево, јасно ми е дека тука е поврзано со вашиот најголем поддржувач, меѓутоа поздравиме пред се од различни делови од градов и од други градови некако сте собрани, така? Да, прво да го поздравам, сакам Дарко Спирковски кој е пред се мој другар, наш пријател и после тоа спонзори што многу ни помогна за развој на. Па и кога ќе видиш глобално и на 3 воопшто за Македонија многу помогна што направи, што поддржа оваа екипа и што бевме на турнири како што се Челенџер еден во Хамбург, како што беше ја не отидов во Париз на турнир што не возможи. Грција. Ред други, Црна Гора, Србија еден куп турнири, да не беше он можеби немаше толку и да постигнеме. Затоа сме благодарни и него пред се. Добро, значи немало дилеми околу брендирање во имево на екипата, од таму тргна разговор? Да, и екипата не е од Скопје, зашто не мора да се сите од Скопје за да бидеш најдобар. Секако. Значи целта беше најдоброто да се собере на едно место и тоа е тоа. Да, и да се направи резултат. Океј, ајде сега и малку околу тој организацијски дел, како кажам, стратегии, размислување што и како следно ќе направите, мора да има некако секој екипа локомотива, некој што е мозок на екипава и... Менаџерот наш Димитри Джими Лазаревски патува он доста оваа последна година, меѓутоа он е некој мотор, глава на нашата екипа за организирање, за патување, за турнири, па некој па дури за ростери, да го поздравим и него. Така да он е тој што да, ќе ни најави, дечки имате турнир ваму, тогаш, планирајте. Тоа е тоа. Атрактивноста на овој 3-3 баскет е јасна, меѓутоа сега уште една мала лекција. Главните разлики меѓу онаа кошарка која што сите следиме, регулар и 3-3. Всушност, кои се најинтересните нешта што додаваат во вашиот случај на атрактивност? Што прв пат доаѓа да гледаат на турнири, ќе тргнам, од сопругата доаѓа и вика мене ми исто, ја не гледам разлика. А уствари има толку многу разлики. Најголемата разлика е што е многу подинамичка игра него кошарката. И многу повеќе контакт. Да, состава многу попрљава игра
имаш подинамични, имаш само 12 секунди за нападот кој што треба значи да изнесеш топката до 3 поена и повторно да нападнеш. Меѓувремено се браниш. Во кошарка имаш 24 секунди, во кошарка имаш 12 играчи, овдека имаш четворица, една замена, многу е потешко на некој начин. Побрзо и поатрактивно. И различни скорости, различни движења, све е различно. Поише се основа на физичка спремност. Мислам дека ако си физички спремен, дека ќе можеш да се носиш со доста сериозни екипи. Значи тоа игра многу голема улога, така? Не гледај нас, ние што не сме спремни моментално. Чекајте, не. Спремни сте, туку имате еден член во екипата кој што е највисок или драстично повисок од сите останати. Твој брат. За сите пари. За сите пари. Тоа колку ви е важно во ситуацијава? Искрено е еден од главните лидери. Колку е висок? 226. Со пати ги мислам дека и 230, не знам точно. Па има некои слики на нашата страна, кај што можеш да видиш разликата, еве, според нас ја кичо сме по 2 метри, можеш да видиш колку е на нас од прилика да имаш представа. Дали некогаш, еве, до сега сте се соочиле со екипа, особено на овие меѓународни турнири, каде што навистина многу тешко би било физички да се носите? Со русите. Да? И на НОМО се вика екипата и таа екипа мислам дека кај игра. Да, играше на Олимписки игри, дел од екипата има игра. Сетнавме два пати, еднашка во Парачин и еднашка. Што не беше баскет, тепање беше. Тоа беше генерално поголеми се или колку нас се технички сите, се јасно физички много спремни. Она што вика руската сила, ако ви текнува. Да. Го маваш не мрда. 5 минути може игравме, резултатот беше не знам 2-2, имавме по 10 фаули двете екипи, онака до тепање. И двете такмици што не победија, по еден по два разлика не победија. Двете такмици. Јадевме кјотек, ама јаде и они. Да. Не се врадаваме. Тоа ми се свиѓа што ни една екипа, знаеш, не да кажам ги растуривме, не растурила. Кој што правиме ние на повеќето екипи, Македонија 22-5, 22. Тоа и не е интересно искрено да ти кажам, меѓутоа добро има меѓународна сцена, за да сакам да кажам кога нонстоп доминираш веќе. Е 8 најдобрата екипа во свет, тоа е УП од Србија екипата. Со нив мислам дека не знаевме кај сме, 20 буквално 21-11 не победа така нешто, 20-12. Спориме за многу високо ниво на. Да, они сте светски шампиони. Нив име тоа работа една единствена и примарна, така, но тоа е исто добро прашање, дали вие можете некогаш па дури и сега да функционирате само со кошарка, дали можеме да зборуваме реално за таква некаква сцена во Македонија или мора да остане се уште хоби, кога не е примарно место каде човек заработува и од тоа живее? Генерално пак ќе кажам, не зависи само од нас, зависи од многу организатори што организираат. Еве Драган Караджовски организираше некои, не знам, 10-20 турнири годишно, кај што реално не само он, уште неколку. Да, ама дечко да ги прави најдобрите турнири во Македонија дефинитивно. Мислам онака, реално можеше тоа да живееш, али со најдобри награди, да. Со најдобри награди сосем можеше, меѓутоа последнава година, мислам дека е година и пол, веќе намали драстично, не знам што се случи. И реално ни фалат турнирите, али ете. Претпоставам дека не се вложува, никој не дава спонзорства, не сака да вложат во овој спорт, уште не знаат у Македонија на кој ниво е достигнат спортов, колку е актуелен станат. И нема поддршка и он доволно за да направи повеќе турнири, претпоставам, тоа е моје мислење. Добро, како и да е, вие си имате што би се рекло модерно инфлуенс или влијание, што ми е многу драго за да не биде замрена таа тема или таа сцена, така да тоа е добро. Можеби ќе донесе, ќе поттикне и подобри нешта. Точно, пак ќе кажам, ние сме едни од пионирите, првите сме што искочивме надвор од Македонија, игравме челенџери, освајавме турнири надвор, што искрено сепак не е мала работа. Ние до ден денеска кога ќе отидеме дали во Србија, дали во Грција, дали во Германија на турнири, не препознаваат луѓето. Се уште не знаат, знаат, добра екипа има од Македонија и тоа е тоа. 3-4 години сме, мислам, најдобра екипа во Македонија. Респект на меѓународна сцена е нешто што мора сам да го заработиш, нели? Нема лажење тука, едноставно. Дури мислам дека доколку би се вложило порано повеќе во нас, дека би направиле многу поголем успех него овој до сега што имаме направено. Извади позади линија, пази на дупла, ако ја земат смеат да шутнат, ке утнат. Ми интересира во мало, например, не знам кој да е мало, кога седите на кафе, кога седите со другарите, дали редовно го слушате тој мовете, ајде да видам дали сте толку добра екипа, ја ќе си соберам моја екипа да играме. Има, стално тоа мора да го има, мислам. Ќе прифаќате, мислам дали ви вас никогаш забавно да. Па искрено почетокот ти е забавно, после ти е веќе После у бутилка само. Да, немам време.
Не, после чуваш енергија за овие за русите, за појаките. Кога веќе те ги споменуваме и добар пример се, мислам Русија генерално има врвен спорт. Така што не ме чуди ова што го кажувате. Меѓутоа, што, например, вие би требале да промените во секојдневното функционирање, па и тренинг, за да може да бидете слични? Треба да имаш цела екипа што зборам, да имаш тренер, да имаш кондиционен тренер, да имаш физиотерапевт, доктор. Па вие како тогаш ја одржувате сопствената форма без тоа? Значи секој индивидуално си се грижи до каде и што е? 5 на 5 што играме преку текот на сезоната, после сам си се грижи за својата форма, сам тренираш, сам се спремаш. Тие идеме, кај беше во Хамбург на Челенџер кога ние идеме тројца, 26 вика стигнавме до таму, овие доаѓаат 20 души екипа која беше на Талин. Цела делегација. Естонија доаѓаат 15 души, не знаеш кога ќе поиграш ќе настава. Интересна случка што се деси исто, буквално ја и Марко бевме надвор пред хотелот, седевме, не знам, пиевме нешто, дали вино, не е битно. И доаѓа буквално цела делегација со 3 комбиња, со не знам, со 5 тренери скажадине гледаат како да ме од кои се овие. И Марко стана од момент и сите застана само го гледаат вака што се случува со дечко. Успеавме да ги победиме. Тоа игравме тројца играчи, менаџерот немавме четврти играч, менаџерот беше со нас за екипа. Немавме бидејќи Ервин Цого имаше обврски. Да. Какви обврски? Брзо кажи. Не знам какви обврски, ама не, тогаш требаше да дојде со нас. Јосте екипата на Цедило, да. Јосте екипата на Цедило. Мораше менаџерот да игра со нас. Ама ете, кога човек сака ќе се снајде. И ги плеснавме. И ги победивте? Да, реално. Естонија и најдобрата екипа моментално тоа беше седма екипа у свет. У групи ја победивме. И тоа со тројца, да. Значи, кои се тие квалификации, некој тип на квалификации што мора ги минете за да можете да дојдете на некој посериозен турнир? Секој турнир, ајде речам појак турнир, како што беше во Сити Мол пред 2 години, но носи место на некој од елитните турнири, дали е Челенџер, дали е Мастерс. Не сме биле на Мастерс се уште, се надам и тоа ќе. Треба да освоиш Челенџер за да одиш на Мастерс. Добро. Да, со тоа добиваш позивница. А дека добивме Зимската лига што организира Драган Караџовски заедно со Федерација кошаркарска на Македонија. Добро. Зимска лига, која траеше од 4 месеци, се играше завршен турнир и ние финалниот го посвоивме. Да, тоа е точно со овој дрес, ако не се лажам, на Кино Влае, од Федерација на Македонија, и ова е еден за успомен мал подарок од нас. Ова е за ферплей? Да, за ферплей. Да го видам дресот и убав е, многу ти благодарам. Добро, ова е спомен, мислам, ова е од тие моменти тогаш кога го победивте. Тоа сакаш да ми кажеш? Да, со овој мислам дека финале игравме. Така оди редот и така дете расте, на улица со паске, седур сонцето во нокта спласне. Кои се тие најдобри надпревари што сте ги одиграли или најдобри турнири на кои што сте биле? Челенџерот. Челенџерот во Хамбург. Каде? Тој беше во Хамбург, исто во Германија, не знам колку луѓе знаат за ова. Мислам поблиските што не пратат знаат, али ние отидовме на припреми таму, како Кино Влае, порано отидовме некои 10 дена, имаше турнир, се пријавивме, изигравме супер, завршивме четврти. Ја не бев на тој дан одмор, бев. Он не беше тогаш. И освоивме место за финалниот завршен турнир на Германија. И стигнавме до финале, изгубивме само 2 поени од многу силна екипа, од Дизелдорф. Тоа исто ќе го земам, превез имаме стигнато во Грција, трето место имаме освоено. Трето место на меѓународно ниво исто. Во Косово имаме освоено. Во Косово неколку пати имаме освоено. Париз. Во Париз беа не да ја За Париз разбрав, подготвувајќи се, дека имало некој интересно патешествие. Не би било интересно во тие моменти баш. Не беше интересно. Што се случи? Што? Мислам дека најголемо патешествие беше тоа. Мислам дека три авиони, 2 лета имаше откажани. И не можете да стигнете? Никако не можевме да стигнеме, на крај менаџерот ја предвидов цела ситуација, за тоа не дое. Викам не било, значи само ќе се за да не те боли глава. Да, ја у Париж живеев 2 години. И не ми беше, знаеш, ајде почне да го видат и да го видиш Париж да прочиташ. 16 септември мислам дека така и се деси некој штрајк да имаат во Франција, не знам што се дешаваше. И седиме ние буквално во Кино Влае, се договараме дека утре лет ово она. Ни стига порака, летот би откажан. И сега менаџерот бара, дај вика друга опција, дај до Белград, кидеме од Белград ќе земе. Добра, одиме од Белград. Чекаме некои 2-3 сати, нема и другиот лет откажан. На крај
менаџерот взема карти за Базел, мислам дека. Швајцарија вика е блиску, од таму ќе отидеме со авион, со автобус, со нешто ќе стигнеме. Го стигнавме веќе во Базел, пропуштивме. Ви избегали како било? Избега возот. Последниот. Нема воз, нема ништо, не можеме никако да стигнеме. Што ќе правиме? Ајде идеме до Страсбург. Као мислиш Скопје Драчево, ама нова врска. Стигнавме до таму. Страсбург, ајде, сега до Париз, Страсбург. Париз, ајде, викам 5 сати, ќе се кланкаме автобус. Автобусот касни, нема возови, препун, не можеме да влеземе унатре и со Марко ние почнуваме да се караме буквално. Ти реков ми рече, им збориме на што беа шофериве на англиски. Нервозно, знаеш, те фаќа више. Им збориме на англиски, тие викаат нема место. Ние почнуваме се караме на македонски, на српски, нели? И тие викаат, прашуваат од кај сте вие? Им кажуваме, па зашто не кажете ви кај, ќе ве сместиме унатре? Аха, може. Да, пута два картата, не сместија, буквално се возевме на скали. На скали автобус. Значи тоа беше пресмешно. Стигаш право на турнир. Само што стигнавме директно на турнирот. Веднаш треба да играте? Така беше? Така беше за Малтене, да. 2 сати имавме. И смештајот тој што требаше да се резервира после 1 сат више беше зафатен, па ужум на друго место. Беше, не знам. Добро стигнавме до четвртфинале, полуфинале, не е битно. Јас си отидов дома со изместено рамо. И сум многу нервоза. Али убаво искуство беше на крај на денот. И ништо не видов од Париз. Реално ништо не видовме од Париз. Париз не виде нас, толку беше. Мора да отидете повторно, ова е доказ. Здравје Боже. Имавме покана ланска година за таму, не отидовме, ама имаме некои планови, сакаме и на друг континент да отидеме да изиграме некој турнир. Плановите Манила, ја збориме Манила неколку години, мора да отидеме Манила. Здравје. Не отпишуваат секоја година, ајде, стари се, дебели се. А не се предавате. Дебели се. Нема предавање тоа. Нема. Ке се треба да се помачат. Имавме малце некои повреди, и јас имав исто. Да, и ја глупост направив. Марко имаше некои здравствени проблеми, се уште што ги решава. Али почнавме веќе полека да се припремаме. Да се враќате во форма? Да се припремаме за сезоната. Имаме веќе турнири во најава. 15 јуни ни е приоритет. 15 јуни вие сега тој прв приоритет, да, добро. Да, има пред тоа, имаме у Велес, играме спортски игри, се одржува веќе неколку години поред, убав турнир, убава организација, да. Тој ни е 7-8 јуни и после следниот викенд ни е Ред Булот во Влај. Во Влај ќе се одржува? И прошлата година во Влај се одржува. Дај уште некој детал за сите што не следат каде, кога да дојдат. Екипата на Кино Влај. На страната на Red Bull Македонија редовно објавуваат и на 3x3 Македонија страната официјална на Инстаграм. Локација, тајминг, учесници, да. Тајминг време не се знае. Се уште се знае дека е 15 јуни на игралиштето во Влај покрај Вардар. Ете, добро. Тие што им овде близу, особено немаат изговор, мора да дојдат да се забавуваат. Во најмала рака ќе се забавуваат. И ланската година исто беше прекрасен турнир, реално. Убав настан. Прекрасен турнир. Нас не однесе на светско првенство во Белград. Супер си поминавме, не можеме да се жалиме. Добро, тој што годинава ќе победи што? Нијорк. Тоа е добра информација, значи јас за прошлата година има информација требало да биде во Рио. Во Рио де Жанеиро, ама пошто србите освоиле светско првенство и на крај го организира кај нив турнирот, во нивна чест го направија кај нив. И викам годинава. Ако победите во Влај, ќе одите во Њујорк. Тоа. Така му да е. Имате навивачи? Па јас сум во Влај. Дали имате верни ваши фанови? Јас сум во Влај роден, тука сум цел живот. И сум стекнал до сега во животот доста пријатели од овој регион, така да имам стално поддршка од нив. Таква звезда ме сакаат луѓето. Него со фудбалот, за да не заборавам, затоа што многу ми нафрлаш, да, чекај. Значи видов и други спортови таму, дека во време на корона, да, а со фудбалот што е свестран темата? Си тренирал сериозно со години фудбал или? Не, ко дете ме запиша дедо ми прв пат на фудбал ме однесе и зимно време, знаеш, снегови, ладно и лесно се разболував. Со крениците имав проблем, температура ќе качав навечер. И ме отпиша, не иде, седи дома, дете мало, се дебели. И ајде ме запиша на кошарка, И така продолжи. Ама уште си играш фудбал и се повредуваш на фудбал? Фудбал е, да, тоа е, кога не знаеш ке се повредиш. Малку сега за екипата да ми раскажете. Ајде, некои добри карактеристики прво ќе фатиме.
Кој, да кажеме, најдобар поентер? Кичо. Поентер. Па не знам, ја не се сметам, мислам дека и Марко, сите знаем. Секој си има своја задача. Разбирам дека секој си мора, има, тука... секој си има своја задача, али не знам. Бев една година MVP, може таа година. Вака кога ќе видиш екипата, ти што мислиш кој каква задача има? Па остај се, не ме прашуваш што Освен мислам. како што избацивачи изгледаме на слика овде. Тоа сега и вака кога ќе ве видам од прва не би рекла дека сте кошаркари, ама Како да го сватам се како навреда? некако навред. Ете, и она гледаш кога другите што не подценуваат. Апсолутно. Друг спорт Не некој. опишува. Некој друг спорт. Можеби по-контактен, не знам. Дури и ракомет можеби. Пре би рекла ракометари да сте отколку кошаркари, ама ова е друга приказна се. Ова е баскет. Не видувам те. Гледаш не текнало. Не сте се сетиле до сега. Уште тоа фали. А кој е тоа добро, тогаш кој најмногу промашува? Најчесто. Па ја. Добро, ако си признаеш пола ти се простува. Не, Вистина не, е. тоа ми е добра страна, знам, не. Ама не гледам се Знам на фаќа за глава, своја- те нервира Не, на терен. Не, светло. Јас се фаќам. Не, ние значи ние сме се карали, значи страшно сме се карали Как на ги терен. има? Затоа ни е Мора. Джими тука. 4 различни карактери имаш у екипата. Држи баланс. Да, Джими држи. компензира со сите, да. Иначе Кој ние- најтешко трпи пораз? Мислам дека на сите тешко не Да. паја реално. И Марко мислам дека еден. Кичо е, значи, поентер, MVP беше најдобри играч на Зимската лига и на повеќето од турнирите. Он дава тројки, може да ти даде 5-6 тројки у серија да не ни приметиш, да видиш резултатот дека отишол. Дујке Марко под кош, не можеш да му даеш лесно кош, ќе те залепи, назад ќе те врати. Ја куца секоја топка. Логично. Ја ги бркам прљавите работи, се тепам по терен. Некој мора и тоа. А Баки си е Баки све прави. Се прави? Он е all round, да. Дај му ја на Баки само. Решен проблема, односно нема проблем. Да. Ето кратки црти, тоа е кошаркаш, баскетачки, а карактерно има може 3 дена да ја снимаме емисија. Ма штом до сега обстанала екипава, значи сепак се наоѓа некој начин сите да Да, се се функционира. наоѓа пред се да различни карактери сме. Сме имале многу кавги, али пак на крај на денот Се дружиме, да, не е само за на терен дека идеме се баскет, дружиме се дружиме повеќе и време надвор. заедно, така да Веќе си знаете. Да, се На некој знаеме. начин знаеш што можеш да очекуваш од него и Знам, обратно, да, нели? кога ќе го видам ја одма дента знам што може денес да направи. Добро, тоа е добро. Чекај, уште една интересна информација имав. Тоа изгледа за Кичуе, дека го интересира астрологија, да. А од на раце многу добро гледам. Не, на раце не знам да гледам уште. Има некои луѓе тука кај нас што може да ти помогнат, ама тоа Така. друга тема е. Него кажи ми сега сериозно, од каде тој интерес, тој е убаво човек да има и други интереси. Чекај не мора- прво што си во хороскоп. Па требало да ме праша пред да прифати поканата. Од кај знаеш може Ќе не знам. погоди. Не, нема да погодам. погоди. Ајде. Не знам. Не, од каде тој интерес прво ме интересира? Како таа тема ти станала интересна? Како многу интересно уствари. Имав еден другар, беше постар од мене, ме учеше многу работи, body language, хороскоп, и сега викам, беше хороскоп. Што е тоа? Имаше една девојче, многу ми се свијаше мене, вика, ќе прашаш те у хороскоп, Како сега? она не кажам. Види, ама чекај, не дошол на ред. Он знаеш колку има да кажува? Не, ја Така морам да идам започна. на работа. Така започна се и видов уствари дека има некоја врска. Затоа почнав да пратам. Добро, ама сега, кога веќе ќе се заинтересираш, ако јас добро знам, на таа тема имаш многу да учиш, па за да можеш нешто да... Да од 100 работи една ќе се зависи. погоди и тоа е, Да, што вика се од 100 работи. Не баш така, али не знам, ја конкретно, например, за знаци што ме интересираат. Тие се близнаци, ради мојата ќерка, највише ме интересира Денеза. За лав, за него не треба, мислам, Од авион се од гледа. авион се гледа дека е лав. И така, и генерално мислам дека пак у некој круг си со луѓе што ти одговараат ради хороскоп. Да, значи Јас веруваш така дека има... мислам. А добро што се однесува до екипава и спојот на Па да, членовите? тој е спојот. Не, Тоа е дали тоа си го анализирал? Не У знам. натална карта пишуваше дека ги се Дали спојува. Натална карта не знам дали, али вака генерално си одговараме, например, според хороскоп. Затоа и со цога Зашо не си ми кажал, бе? Затоа со цога некој пат тешко иде риби. Ово со сово иде најтешко. Ми смета климата, не можам со овој хрчи. Што е хороскоп? Риби, со познак близнак. Е, па сега ти Се види дома како знае. ми е мене.
Леле. Патиките многу ми се допадна и нив сакам да ги прокоментираме, ќе ги сними некој од нашите камери. Не си единствен македонец па и спортист кој што има убави патики, тоа е затоа што ние си го имаме сатја. Нарачуваш често, имаш некаква пасија кон тоа или не? Овие се ради некоја конкретна 2020? Не, 2019. Зимската лига беше, да. Зимска лига беше победникот исто, нели, Драган Караджовски го организираше турнирот. За најдобриот играч, за најкорисниот, имаше најкрија тројца. Океј, не викаме дај да го освоиме турнирот, тоа другото, што биде нека биде. И Драган ми рече, имаш супер патики, треба да ги нацрта, тоа викам, ајде океј, знаеш, не очекував. Најдобар играч у лигата. Не очекував. На некој начин заслуга, да. Да, заслуга и реално си изненади, и викам, као топ, викам, сега онака јас ги видов, али викам ништо кон. После кога загледав малце, викам, кој ги праши, кога ми кажа целата приказна, викам, окей. И остана и како спомен, ама и ете. Добро, многу, навистина се многу убави, реков, не си единствен и уникатни се. Друга уникатна работа, татуажи. Значи за вас можеме сигурно многу да зборуваме. Тоа може со кичо моите нешто со значење. Неговите се со значење. Да, едина, извини, само една имам со значење. Е ова 3x3. 3x3 татуажа, кога освоивме шампиони и најдобра екипа во Македонија по трет пат, јас те викам ќе ставам. Ја имам сличната само малце по... Аха, имате 20-та, значи, на таа тематика, добро, логично е. Години на кои што сме биле шампиони во Македонија. Колку титули имате? 3? 3 се официјалните, да. И претходно, мислам... Тоа сме избрани 3 пати за најдобра екипа во Македонија. Наша Федерација кошаркашка секоја година што прават избор на најдобар играч, најдобар млад играч за екипа кошаркашка. Дали почна пред 3 години, мислам и тогаш беше првата година кај што официјално бевме најдобра, иначе и 2020-2019 исто бевме. Буквално тогаш бевме уште многу подобри бевме за разлика од сега. Да. До годините убаво рече преск. До годините, да. Него за Мичо разбрав дека многу често избрзано донесува одлука за татуажа, се тетовира и дали било добро или не било добро? Пред 10 години кога почнав да се тетовирам, не беше стилот на тетовирање ист и сега со тек на време татуартистите многу напредна и сега сум имал некоја стара тетоважа што до денешно време не изгледала така и затоа сум ја поправил една-две тетоважи, нели? Тоа е тоа ништо поише. Ја можам да ти кажам една многу интересна случка за неговата тетоважа. Сакам да ми кажеш, ајде. Му текни на него. Не знам дали бевме на турни, дали со репрезентација нешто тренинг. Еден другар наш исто поранешен 3x3 играч, тренер моментално, се врати од, не знам од која држава, дали во Кина беше, дали не знам каде. И јас само што си тетовирав некоја тетоважа и доаѓа као, абе се тетовираше, да, викам, добро, што си стел. Абе, што имаш ти тетоважи? Гледај го Мичо, вика, Джей го има тетовирано. Види го е мајсторот Джей, вика го тетовирано. Джей го има тетовирано, он има... Ја имам Snoop Dogg, Tupac и Биги. Ама Биги со шешир, има една слика, Джей, Бог да го прости, иста слика со шешир, и ој мислеше дека е Джей. Па нема појагле, викаме, види го Джей го исто тетовирано. Ти со тетоважа ништо, Джей го има. Вашите најблиски по дома, како го издржуваат ова темпо и спортски начин на живот? Поддршка има? Поддршка па да, ако му даваш предност затоа што тазе женет, така? Тазе, да. Тазе женет? 2 месеци, 3 месеци. Добро. И? Сигурно знае сега веќе сопругата какво е твоето темпо на функционирање, што сакаш најмногу да правиш. Се навик, на почетокот идеше со мене ваму, торим таму, тори изгледа досади, не интересира и не даја више. Да, ама наредбо вика многу интересно, вика морам тоа да таму ќе биде. Така да ќе биде, да. Добро. Мене најголемата поддршка, мислам, и зашто се уште го правам ова на некој начин, е ради мојата ќерка Софија. Таа ми е силата што ме движи. Онака и секој пат ми вика, тато, кога ќе имаш турнир да те гледам. И онака ми е малце... Тоа ти дава... Да, многу ми дава сила, да ти кажам наискрено. И браво.
колку годинки има? Има 8 Има години. врска со спорт, сака да Иде на хип-хоп, иде на хип-хоп. Почна на кошарка малце и се деси со топка летната ја удря, не сакам више на ова. Сакам да играм, добро, ајде. Добро, има афинитет за друга работа, така што Да, ама супер. мислам дека како расне дека ќе сака да игра кошарка. Зашто ме тера сега цело време, ајде, Да им покажеш? Тото сакам џорданки. Да, тото сакам џорданки, кога ќе дојде Марко го вика Чичкоџин, кога ќе дојде Чичкоџин. он да тренираме заедно и така мислам дека е интересно, така да добро. се надевам дека Ќе покаже времето како ќе биде, ама има од кого да учи, тоа е Точно, секако голем плюс. Океј, значи на 15 кажавте, тоа е прилика да сите дојдеме, да навиваме, да се забавуваме. Друго нешто следно Ќе ни имаме ли биде важно да драго. најавиме? Летото како ќе ви помине? Ќе биде со спортско темпо или ќе одмарате? Пред се ќе ни биде драго доколку дојдете и не поддржите нашата екипа Киновлај на простанатите турнири, еве, барем на Red Bull. Да ги поздравам сите мои соиграчи, од Марко до Блажо до Ицого, до нашиот менеджер Джими, до Дарко, спонзорот. Лето, не знам, јас сум во исчекување, имам термин, чекам детенце во август. Добро. Така да и знак прашање ќе ми биде многу комплицирано доколку Ќе имаш се обврски. освои Добро, да, дома. турнирот и за Њујорк, така да тука сум со екипата сега, да сега сум тука па со господ Наберт понатаму. имаме некои планови што ќе ги реализираме, али јуни генерално веќе имаме трчите Ама ќе биде турнири. добро ако одите во Њујорк. Искрено се надеваме. Игравме еднаш кај најкошаркарското, најбаскетџистото, Најдобар град во баскетџистото место во Белград на Калемегдан и следното е во Њујорк, така Да се биде надеваме. чекор Да, погоре. Се надевам да. искрено, не само ние другите екипи веќе сериозно се спремаат за тој настан. Нема да биде лесно, мислам дека пак ќе биде меѓу главните фаворити за освојување. Да, нема да биде лесно, ама ќе биде интересно, сигурна сум во тоа. Ви благодарам многу што ја прифативте поканата, што дојдовте, што бевте искрени. Фала И ти, сите Ана. прашања што стана неодговорени, следниот пат, другиот дел од екипата. Да Со видиме победа. дали соодветно ќе одговорат, Сите заедно. дека беа прозвани. Да. Фала ви што еднаш многу и се гледаме на Фала ти, Ана, терен, на мило не беше што натпреварување. бевме твои гости. Благодариме на поканата. Да. На гледачите, како и секогаш, им благодарам што се со нас, што ги следат спортските теми кои ги отвораме на Телма секоја недела во 16:15. Оваа сезона полека доаѓа кон крајот, но имаме уште неколку теми за вас. Тоа значи дека ќе си се видиме повторно во нашиот стандарден термин. До тогаш бидете добри и од мене пријатно.